Šeri, što ki готвиме денес? Здраво гледачи! Каде сме? Сме во мојата кујна, кујната од Шери. Што ќе готвиме денес? Што ќе направам денес за мојата Шери? Мислев еднаш да направам нешто малку така, неразлично, ама да додавам малку нешто благенце. Многу сакам ја благенце. Знам оти сопругата сака и благенце и сигурен си оти вие дома сакате нешто благенце. Нешто на брзина, со банани, така нешто, во една мала зделка на брзина. Сакам да го пробам тоа, да го направам во airfryer. Никош немам употребено airfryer за десерт. Хајде, зашто да не? Прво ќе ги земам малите зделки. Имам 4. Со тоа ќе правиме со банани. 1, 2 банани, мислам ти ќе биде доволно. Окей. Ајде, ќе го правиме ова во... Ајде. Ова за блендирање. Се надевам дека ќе успеам. Пак ми текна нешто, а мора да го направам. Епа така е. Така е. Сега ви кажав оти со лушпите од, како да кажам, од краставицата, да не ги фрлате, да ги употребите за цвекињата, па исто со лушпите од банана. Исто му дава витамини и све тоа, што можете слободно оставите во вода и ги приливете малку цвекињата. Ќе бидат премногу задоволни. Ова, му ставаме малку шекер. Каде е шекер, шекер, шекер? Ете, можеме да му ставиме и малку и мед. Јопа! Мед, малку шекер. Вала. Оставаме малку мед. Мед за мене повеќе го сакам од шекерот. Ова е здраво, природно и како убав шмек дава во десертите. Така. Многу баво. Ете го браќам медот. Ни треба малку брашно. Ајде. И ќе му ставиме 2 јајца. Околу 70-80 грама брашно, видовте, 2 банани, малку мед, малку шекер, све на око кај мене така е. Не можам да правам рецепти тип-топ. Најдобро е, вие гледате што правам, пишувајте и после ќе се снајдете да го направите тоа кај вас. Хоп, 2 јајца, окей, и ќе му ставиме малку прашак за пecivo. Мора малку да се дуе. Прашак за пecivo. Така. Хап. И прашак за пecivo. Сега го измешаме. Ајде. Арно Тибеко е тука за да ми помага. Како ми олеснува работата. Хап. Чекајте. Хап, ајде. Не. Така. Ми треба малку путер, заборев. Мора да му ставам малку путер. Ете така има отворен путер овде. Исто што ми е добро, ќе го ставам тука, да се стопи брзо во микро. Ете, 20 секунди додека се топи. Исто ќе го потребам да го ставам во сите калапи, путерот, за да не ми се лепат десертите. Хоп. Ајде. Каква убава смеса. На брзина, гледайте. Многу убаво. Сега путерот ќе го чекам и ќе може да оди во airfryerот. Вала. Хоп. Путерот се омекне. Ќе држам малку од путерот, како кажав, за
калапите. Овде путерот е тука. Таман. Не заборев малку ванилин шекер, да му додава уште поубав шмек на ванила. Вау! Ванила, банана. Што можеме да ставиме уште? Малку розмарин? Зашо да не? Розмарин. И малку од лаванда. Вау! Ајде. Хепс. И ова. Сега го ставаме во. Пуштеме. Да се топли. Окей. Да мора да почнеме со десертот прво, оти ова ќе одземувам, мислам, најповеќе време. Другото, пак имам нешто преубаво, гледам во фрижидерот, ќе покажам после. Ете, малку путер, оставам во телките. Хап. Вака, секаде. Окей. Топ. Ова. Тука. Сега. Тестото. Опа. Едно. Две. Три. И таман. 4. Како да го направив намерно? Чудо, така. Ара. Уште овде малку. Така. Ова ќе оди во ефраерот. Хап. 1, 2, 3, 4. Верувајте ме, за мене прв пат го правам тоа. Ке видиме пак. Што ќе биде? Ќе биде. Хап. Ајде. Ефраер, ќе ми правиш преубав десерт за мене и за мојата омилена половина. Топ. Ајде. Одиме со главното, со јадењето. Што имаме на располагање? Преубаво парче месо. Ова ќе биде топ. Што ни треба со тоа? Ќе ни треба малку путер. Имаме путерна маса. Супер, ќе направиме со сос. Имаме домашна салса. Ова салса дип многу ми се допаѓа. Ќе употребиме салса дип и ќе ставиме малку од малиџано. Ќе направиме на две различни сосови. Ќе ставиме гарнир. Една пиперка, малку пржена така. Што ни треба плюс? Еден компирче. Компирите. Овде ми се. Оп. Каков компир? Еден, две компири да земе, исти калибр. Брзо ќе ги измијам и ќе ги ставам во микро. Знаете, овој систем ви го ја олеснува работата, го прави да оди многу побрзо. 10 минути во микро ќе бидат пола варени. Ќе видите после што ќе направам. Ајде. Хоп. Ова го ставаме на максимално јачина и одиме на 10 минути. Со компирите се гледаме за 10 минути. Еден кромит ќе ми треба. Супер. Ева да. Имам кромит, имам... Окей. Мама сос, путер, месо, пиперка. Одиме прво со кромидот. Ќе го пропржам малку. И ќе спремам и тавата за месото. Ајде. Окей. Оп. Јако. Јако. Другото најако. Супер. Малку зејтин. Нара. Уште малку повеќе тука. Тука ќе оставиме месото. Со месото, зејтин и малку путер. Малку повеќе путер. Така да се топи. Како убав шмек дава. Ставам малку розмарин
И. Моето омилено малку од лукче во тавата. Така. И го ставаме во тавата. Останатокот ќе ми оди тука. Ке ми треба за понатаму. Знамо ти имам лук во прав, окей, ама свеж лук неколку пати е убаво да се употреби. Вака. Окей. Вала. Компирите се окей. Ова се топли. Ова се топли. Добри сме. Ајде. Кромидот. Го чистиме. Сакам да правам убави ленти, да се пропржат со малку од пиперките. Ќе биде убава шмек. Чисто така да имаме малку, како да кажам, подлога, зеленчук, како гарнир со месото. Не е убаво да се има само месо и компири. Мора да има и зеленчук. Ако нема зеленчук, може салата, може да се направи убава зелка салата. Знамо ти ми останува у фрижидер уште зелка, ама не за денес. Денес ќе правиме со кромит. Така. Убави ленти. Ајде. Браво. Малку тешко се лупи ова. Не знам дали е со топлината или нешто така, ама не се остава да се лупи. Да. Успеевме. Така. Окей. Ова го вадам. Одлично. Окей, секојаш кажувам чиста маса. Го слушам ерфрајерот позади мене и се чудам дали ќе успеам. Верувајте ме. Да. Оти тоа. Не знам дали може камерата да го покаже, ама да видите како се дуат. Многу се добри. Уау, како изгледа врв. Гледайте. Многу убаво изгледа. Ајде. Ова за месото. Какво парче. Ова се вика T-bone steak. Зошто T-bone steak? Оти кога го свртите, коската прави форма на Т. Овде го имате филе, овде другиот, какво убаво парче месо. Дека касна. Внатре директно така. Многу сакам, обожавам. Ајде. Така. Супер. Месото се пече. Да опуштиме печката. Окей. Вуаля. Ова исто се прави. Ајде. Одиме со кромидот сега. Како кажав, ситни ленти од кромит. Не. И овде. Ова е крајот. Окей. Кромидот исечен. Вау. Ова се пржи, а ние за кратко се враќаме. Шери, што ќе готвиме денес? Месото, како кажам, го преврти во меѓувреме, мораше да се преврти. Како убаво изгледа. Подпечено за мерак. Многу сакам така, усовите што се под тоа. Супер. Сега ова месото ќе оди во печка. Yes. Окей. Печка 190 степени, 4-5 минути и ќе биде одлично. Ова. Ајде. Кромидот се пропржува. Ќе му додаваме неколку парчиња
od piperka. Hop. Čisto da ima malko podloga. Така. Voilà. Таман. Окей, компирите. Да видам до каде се. Охо, уште малко. Максимално. Ке спреми. Ова пропржу. Почна да фаќа боја. Му треба малку крупен сол. Ќе му ставиме малку оригано. Така. И рузмарин овде. Вала. Одлично. И малку маслиново масло. Ова нека се пржи. Сега мора да правиме сос. Ајде, чистија малку масата, правиме место и ќе правиме две различни видови на сос. Ба ги имаме, мамас не помага за това. Ама сакам секогаш јас да биде малку по-различно, по-сочно, по-чудно, по други вкусови, да му додавам тревки, да му додам малку маслиново масло, павлака, па да. Ајде, со павлака, една кисела павлака, ќе мешаме во сосот. Хај овде. Извините, ама морав да го застанам. Мислам оти како е пишано, 2 минути и ова ќе биде спремно десертот. Вау, вау, вау. Водушевен сум сам себе. На вистина. Ајде. Одиме две различни сос. Имаме салса и имаме малиџано. Ајде. Хопс. О. Малку поја. Салса. Малиџано. Вај. Окей. Во малиџаното имав направено, го додавам малку од павлака. Добра комбинација. Го освежува малку малиџаното, го прави да биде по-лесен, по-онкјозно, не знам како да го кажам, по-кремосно, по-љубезно, не оди љубезно, полно љубов, да кажеме. Така. Вака. И ќе му ставам малиџано, му ставиме босилеки. Неколку парчиња? Не. Подобро е да го сецкам. Полесно ќе се меша. Вуаля. Еден сос за мене ќе биде исто малку маслиново масло и ова личи. Ќе оставим овде на страна да се олади оти така јадење, тешко ќе биде. Ете, ќе му ставиме малку оригано овде во малиџаното. Така. И ова е завршено. Ќе го мешам на крај. На ова, што можам да му додавам за да биде малку по-различно. Ја мислам оти со нането ќе биде врв. Така, малку нане. Окей. Што можеме да додаваме? Кромидот овде е пропржен како треба. Ова ќе го ставиме исто во една. Хап, ставиме место.
Може? Така. Сосовите се окей. Ни требаат уште компирите. Уп. Компирите се сварени. Што им правам на компирите? Смашат компир. Видовте? 10 минути во микро. Имаме компири спремни. Сега ќе ги пропржам малку. Ќе да најдам нешто. На тава нешто. Немам више. Имам ова. На максимално. Ставаме зејтин. Така. И. Оп. Се распаѓа компирот. Това покажува оти компирот е сварен. Вуаля. Окей. Се распаѓа. Ама убаво изгледа. Ова е завршено. Можеме слободно да го измешаме. Сосот, овде му додадовме, како кажав, малку нане, малку маслиново масло. Имаме еден сос спремна за месото. Вториот сос, малиџано, кисела павлака, босилек и оригано. Плюс малиџаното. Вуаля. Топ. 2 сосови спремни. Да пазиме на нашите компири овде, да не ни изгорат. Они се распаѓаат, ама многу ми се допаѓа така. Оти ова се такви компири. Компири изгмечени. И тоа ќе биде топ така на страна, месото сецкан, ќе биде врв. Се ваќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Тањири, оти све ќе биде спремно. Галама во кујна. Тешко да ги фатам тањирите. Тоа е една вистина галама. Вау. Тоа е кој имаш различни тањири, на крај више не знаеш каде да ги ставиш. Вола, не можев да стигнем до нив. Ова да не ми изгори комплетно. Да, се фини. Окей. Тањир. Позади. Вака. Ајде. Одиме. Кромидот е спремен. Месото е спремен. Да пазиме оти све е многу топло. Ајде. Хапс. Одиме прво со кромидот и пиперките. Вуаля. Кромид и пиперки. Топ. Може тука. Второто, компирите. Растурени компири. Така. Можеме да кажеме. Така. Хап. Второто, растурен компир. Така. Окей. Завршено. Што правиме сега? Месо. Најубавото парче месо сега. Ова е печен со розмарин, со лукче. Ќе биде врв. Окей. Ми треба една филушка.
go vzimam. Možem da vi pokažem kako da go isečam. Ne, danes se pravime Salt B. Ja sam Mark de Jong. Taka. Ja si go sečam na klasički način. Vidite, hop. Ok, ovdje go vadime ovoj pače što je na strana. A koskata, poznam vam jedan čo ke bili mnogo sređeno što se vika Aron. Ova je za nego. Stavame na strana. Taka. Ovo je meso. Ostani tukaj ti. Така. Ovaj krajot koji servirame kako repete, a ljubavото parče koji sečime na tagliata. Vaka. Kako bavi parčija meso, mnogo mi se dopaѓат. Малко е печен плюс од што сакам, ама Шери си го сака така. Ако Шери го сака така, то ја мора да го направам така. Ола. Тоа е. Окей? Така. Ола. Супер. Вториот дел. Тука. Јовте, месото како е? Ова не е крваво, ова е се вика више розе, медјум, како го обожавам. Од една страна салса со малинџано, од другата страна салса мамас, дип салса, а во средина ништо. Нека му ставиме малку од сокот, од месото, што го печевме. Така. Да пазиме. Ова со лупчето, со розмаринот. Многу убаво. Така. Ќе средам масата. На брзина. Вуаля. Даската ќе стои така. Сосовите ќе стојат позади. Сакам да ви го покажам ова на најубав начин. Да не ги заборавиме нашите денешни десерти. Гледате на што личат. Многу се врели. Ау. Десерт направивме еден, како да кажем, еден колач со банани. Како главно јадење си имаме убаво кременадла тибон стек со две сосови од мамас, две начини, кромит, пиперки и убав компир. Компир, растурен компир, на марковски начин. Се гледаме за наредни рецепти.
Що ки готвиме денес?